Да, се враќаме во студиото. Како што кажавме, тука го имаме доктор Златко Кузманов, доктор за безбедност од Центарот за интегрирана безбедност. Господине Кузманов, добро дојавте повторно во студио 10. Благодарам за поканата. Ние се наоѓаме од време на време за да направиме пресек на безбедносните случувања во светот, а тие се и текако турбулентни. Особено после одлуката на американската администрација да и се дозволи на Украина да ги користи американските ракети со голем дострел врз руска територија, што представува една сериозна ескалација на конфликтот, барем така е прикажано од сите. Сега, јас веќе кажав, имавме бомбастични наслови, дека еве почнува Трета светска војна, дека дали ова увод во Третата светска војна, во нуклеарна војна и така натаму, но дали е тоа навистина така? Еве да ни кажете вие, што мислите вие, зошто се случи ова сега и што представува тој потек? Точно, право сте, после вчерашната изјава и информација што е пренесена. Прво да разјасниме нешто, бидејќи вчера беше преполно по весници, новини и така натаму се зборуваше по медиумите за тоа, него ние сега имаме ситуација дека тоа е објавено само од New York Times. Ние немаме уште официјална потврда од американската дипломатија, американската администрација или председател Бајден беше прашан сега во Лима на конференцијата на АПЕК државите, каде што рече дека има тој изјави малку дипломатски, не рече експлицитно, него и Украина има право да се брани со сите средства. Значи ние сега имаме пренесување информација од New York Times на која се налепија сите и меѓународните и останатите медиуми и реакции по цел свет, па и кај нас и медиумите на аналитичарите, ние официјална потврда и тоа е малку чудно, бидејќи немаше официјална изјава или дадено од State Department или администрацијата. Ова беше според информацијата на New York Times дека администрацијата ќе дозволи да ги користат и тие ракети од среден или подолг дострел. Но видите, бидејќи информацијата потоа беше пренесена и од други прилично релевантни медиуми, а немаме демант од американската администрација, можеме да сметаме дека е точно. Значи, ние можеме да сене, јас кажам, говорам за некоја друга специфика, бидејќи можеби и зошто па и така и донесена, бидејќи ако донесете таква одлука, зошто тоа го прави администрацијата на заминувачкиот председател Џо Бајден на тој начин? Зошто не излегува јавно да кажат да, тоа е тоа. Значи, тука има, тоа е прашање за анализа. Друго, мислам дека има таа одлука. Прво, мислам дека е прерано да се збори и сите овие најави. Вчера имавме тука и колеги аналитичари, готово веќе пред Трета светска војна ќе почнеме да силите да користат и нуклеарно оружје. Мислам дека тоа не е така. Во моментот дека тензија да е направена, али тука има некоја заднина. Прво, јас мислам дека ваквата одлука од администрацијата на председател Бајден, ако има таква одлука или пренесената информација, знаете, он сега се наоѓа во Перу, во Лима на конференцијата на државите на Азиско-пацифичката конференција. Значи, понатаму за другата недела ќе биде во Бразил на конференцијата на Г20 државите. Најме дека во задниот месец дена поразот на изборите администрацијата беше во некоја дефанзива и целиот пред ново избраниот председател Трамп и неговата администрација и неговите нови политики, тоа повеќе тие беа офанзива и тие се збореше повеќе за нивните и за луѓето која политика ќе водат. Администрацијата и на председател Џо Бајден беа практично во некоја дефанзива, а има уште 2 месеци да се изгора тој мандат. Така да ова мислам дека дојде и ова најава, изјава за можно користење на тие ракети, така е добро им дојде да се актуализира и да се врати малку и авторитетот на председател Џо Бајден по нивна проценка, посебно сега и на овие две меѓународни големи конференции и во Перу и во Бразил. Тоа е една работа. Друго, видите индикативно исто зошто ни немаме официјален став околу тоа реакција ни од новоизбраниот председател Трамп. И тоа е интересно. Има од негови луѓе, од неговиот тим, али од него не. Значи некој му дава политички простори него за да понатаму поинтира или да заземе одреден став. Ние не знаеме дали тоа се разговарало на состанокот меѓу Бајден и Трамп на состанокот скоро кога има во Белата куќа и така натаму, дали е тоа пречетно и сознање на администрацијата на Трамп и така натаму. Не, засега не е официјален став и од Трамп, немаме по ова прашање, особено затоа што знаеме каква беше неговата политика што најавува дека сака да се направи прекин на огнот, примирие да се постигнува и да започнат некои преговори да се сопре таа војна. Ова се ваква одлука
Тоа иницира нешто друго, иницира продолжување, жестување на конфликтот до одреден период, барем додека тој дојде на власт там после 20 јануари. Но пред оваа одлука имавме друга ескалација со носењето на трупи на Северна Кореја на територија на Русија. Значи имаме прв пат формално вмешување на трета држава во војната и тоа со официјална, со формална војска. Значи не како до сега со доброволци, со паравојни единици кои чествуваат на двете страни, туку имаме војска на трета држава која влезе директно се вклучува во војната. И новиот генерален секретар на НАТО Марк Руте го кажа дека ова е сериозна ескалација за која НАТО е загрижен и американската администрација кажа дека ова е сериозна ескалација. Може да се види дека оваа одлука сега за да се дозволи на Украина всушност представува одговор на тоа, на вмешувањето на бидејќи и според информациите барем кои ги имаме, дозволата е дадена да се дозволат тие ракети само на територија каде што се присутни севернокорејските трупи. Нема такви, тоа е сај коментирање во медиумите и така натаму. Не знаеме кои се одлуките на администрацијата, тоа е сега парафразирање од медиумите и аналитичари. Да, точно право сте. Праќањето на севернокорејски војници во Русија и во делот на Курск за да соработуваат и војуваат заедно со руските сили против украинските може и се употребува како повод, како причина за да се донесат и вакви одлуки. Тоа е така ако се гледа, се користи како повод, односно реакција на тоа вклучување на тие сили. Но ние знаеме, ги сами рековте дека таму во тој конфликт и неофицијално има многу и други паравојни сили, платеници и така натаму кои не се во таква официјална форма како што го направи тоа сега Северна Кореја. А јас тука би кажал уште една момент, пред некој ден го дискутирав со колегите тоа, гледам сега и се повтори тоа од страна на делот тимот на Трамп. Видите тука, колку и да ние мора да гледаме реалистично на тоа, колку е се тоа трагично и војната и гинат луѓе и цел тој војно-индустријски комплекс што стои за тоа. Ви не можете, па и да сака и Трамп и така натаму, не можете од денес до утре да прекинете некои војни дејства за жал, затоа што војно-индустријскиот комплекс е сложен, немилосрден. Ви имате нарачки за оружје, за ракети, преземени се обврски, платени се големи пари, кои треба да ги некој да ги испорача или да пропаднат. Значи тоа е многу битен момент у сето ова работа и вие не можете, не сте нарачале па и ракети, дали такви ракети од среден и подолг домет, што треба да се употребат за жал. Некој не води сметка дали тоа ќе гинат луѓе. Значи имаме и тој дел и еве баш пред некој ден тоа размислување го повтори синот на Трамп кој рече дека ете тоа он паше експлицитно погрубо дека за сето тоа стои нели во американскиот војно-индустријски комплекс и дека тие притискаат за да продолжи војната и за да се врти тој бизнис што е малку по нели бомбаста изјава, по строга, по сурова изјава, али има логика и тоа бидејќи знаете вие овие ракети и сега што се спомнуваат за среден дострел до 300 км и така натаму, тоа се ракети кои коштаат од 1 до 2 милиони долари. Една ракета. Така да има повеќе елементи тоа, зашто е пуштена таа информација, дали е донесена таа одлука и да видиме сега дали у пракса тоа ќе се спроведе. Бидејќи видовме реакцијата од руска страна, од город, затоа што и тоа стварно би водило кон ескалација на војната, барем во наредните 2 месеци додека ја преземе. Но ајде да расчистиме една дилема која еве сега можеби популистички, можеби, но сепак мора да кажеме, верувате ли дека оваа ескалација може да доведе до нуклеарен одговор од Русија? Не, јас вчера слушнав и други колеги и така натаму, не, тоа е прерано се збори и друго, јас си кажав, доктрината на нуклеарната доктрина, или доктрината на употреба на нуклеарно оружје на нуклеарните сили е да не дојде конфликт меѓу нив. Значи, тоа е парадоксот на сето тоа, затоа што знаете дека тогаш би настанало меѓусебно уништување. И сето тоа е премедиумски експонирано, прво не знаеме сега дали ќе дојде до таква употреба на тие ракети, каде ќе биде така, каква ќе биде рускиот одговор на сето тоа и така натаму, да оставиме малку време. Јас би рекол уште, очекувам дека во овој денови на нареден можеби и Трамп, бидејќи ова целосно спротивно од неговата политика која сака да ја води после 20 јануари, да видиме која ќе биде официјалната реакција на избраниот председател Трамп по ова прашање.
Бидејќи сега знаете ова е преоден период на таа администрација и малку е нелогично и чудно нели кога администрацијата во заменување да донесува така крупни или сериозни одлуки кои се сосема спротивни на она што го залага новата администрација. Така да мислам дека треба малку да почекаме да видиме се тоа како ќе слегне, како ќе оди, кои ќе бидат дополнителните реакции од двете страни, па да имаме појасна слика дали ќе оди тоа кон ескалација, а во секој случај како и да оди во ескалација или наредните, тоа би траело наредните овие 2 месеци до некаква ескалација, али заложбите и политиката која е избран председателот Трамп, верувам дека тоа ќе се обиде тоа да го примени кога ќе стапи на должност од 20 јануари, да преземе сите можни напори за да дојде до прекина таа војна и да се обидат да најдат нели да се создадат услови за меѓународна конференција и да се преговара, односно се замрзе тој конфликт, да се наоѓа некои решенија како тоа во иднина ќе се разграничи, ќе се реши. Во однос на тоа гледаме дека некако почна да се интензивираат се повеќе тие разговори информации за постигнување на мир, на примирие, на решение, како сакате. Па еве, имаме иницијатива на турскиот председател Ердоган, која можам да кажам дека вчера како што видов портпаролот на рускиот председател Путин Песков ја отфрли, рече дека за нив тоа е неприфатливо, како што рече, замрзнување на конфликтот не доаѓа во предвид, дека мора да се исполнат точките кои ги представил рускиот председател. Потоа го имаме оној разговор на германскиот канцелар Шолц со Путин, кој трал 1 час според информациите. Па имавме многу интересна изјава од канадскиот премиер Трудо, кој знаеме дека е еден силен, ајде да речеме, антагонист против руската политика, кој рече дека го поддржува разговорот на Шолц, иако Зеленски го на некој начин го осуди, рече дека е непотребен. А имаме една интересна изјава на Зеленски кој вели дека Украина мора да направи се што може во 2025 да се постигне крај на војната. Значи, како и да е, ние не знаеме за што разговараат и што се случува зад завесите, но очигледно е дека се интензивираат некакви напори за постигнување мир или примирие. Па еве да ве прашам за Трамп, за неговите најави. Еве видете сега, ајде појдеме од она што го знаеме. Председателот, избраниот председател Трамп и неговата администрација во предизборниот период знаеме што најавуваше и на митинзите и во програмата. Значи, она неговата програма маја направи Америка повторно голема, тој официјално кажа дека ќе одат на запирање, дека оваа војна треба да прекине и да се бара политички договор за... Но прашањето ми е дали мислите дека е можно или реалистично да се оствари неговото ветување, дека тој ќе ја прекине војната пред да стапи на мандат. Тој рече, јас ќе ја прекинам и пред да ми почне мандатот. Не мислам дека нема механизми да прекине пред тоа, посебно сега бидејќи гледаме какво е однесувањето на заменувачката администрација со ако има ваква одлука и најави. Бидејќи ескалација. Да, така да може и ќе го направи тоа и во изборите го навестува кога ќе стапат на должност. Него тука мораме да појдеме видите се, она се што влие на меѓународен план и на внатрешен план во Соединетите американски држави, да кажеме неколку збора, е многу битно сета таа нова политика и нов пристап на новоизбраниот председател Трамп, како тоа ќе влие на внатрешен меѓународен план е многу битно. Прво, неговата програма која читал и која слушаше или во предизборието се залага не само за сопирање на оваа војна. Тој вели, они изјавува и неговата администрација, сакаме да го намалиме војното учество на Соединетите американски држави во светот и трошењето за одбранбени војни цели, а тие пари да ги употребиме за подигање на економијата. Тоа е изјавите на Трамп. Тоа не значи дека тие ќе се повлечат сегде или ќе во светот или силите ќе повлечат, али ќе се направи структурна голема реформа на внатрешен план. И тоа ја најави у програмата, посебно во сојузната администрација и посебно на економски план, што ќе има влијание свое, рековме, и на меѓународен план. Па еве да одиме поред, само кратко да кажеме, бидејќи е многу интересно тоа што случува, бидејќи тоа е најавата негова и тимот што го формират, колку он тоа ќе успее да го направи. Он сака да направи структурни реформи и промени на внатрешен план во Соединетите американски држави. Колку другите сили, другите страни во сили на моќта во Соединетите држави ќе му возможат тоа на мирен начин да го тоа направи, тоа е големо прашање. Бидејќи тој изјавува и неговите соработници, вели баш го користи оној термин што и ние овде го користевме, нели, за длабоката држава.
Вели, ќе се бориме против длаботката држава, значи вистински тој термин бил што го користевме ние за Соединените американски држави, дека постои длабока држава, тој официјално го каже неговите луѓе, ќе се бориме против главните столбови на длабоката држава во Соединените американски држави, а тие по 3 столба главни што ги сметаат на длабоката држава се Пентагон, Пентагон, разноашко-безбедносната заедница. И посебно најави и сојузната администрација. И сега гледате, тоа се гледа и во изборот на неговиот тим, на неговите луѓе кои ги селектира, кои ќе бидат најблиски соработници. Он се води од 3 принципи кои луѓе ќе ги земе од искуството, поучено од искуството од претходниот мандат кога имаше големи проблеми, а за политиките веројатно беа слични. Он бара луѓе кои се екстремни како него со ставовите, сака да прават промени, кои ќе сака да направат реформа на голема на сојузната администрација и кои му се верни. Кој ќе видите биографијата на сите овие сега што се селектирани на клучните позиции, се тие луѓе имаат такви карактеристики. Тој најавува, вели прво дека ќе го укине Министерството за образование сојузното, бидејќи нема потреба е трошок, ќе препушти таа надлежност на сојузните држави. Вели дека ќе реформира сојузната администрација која е гломазна, тешка и троши многу пари. И овие 3 столба што реков на длабоката држава. Па вели од 400 агенции на сојузни агенции ќе ги сведеме само на 100 агенции и сите тие пари ќе ги пренасочиме за економски развој на Америка. А рековме, тука е и Пентагон, тука е и сојузната администрација, тука се и разноашко-безбедносниот систем. Сите тие пари ќе ги употребиме, вели, на економски план, да правиме промени на економија, да ја подигне економијата, американската економија. Неговата политика, знаете кои се паролите и повиците за економијата. Америка на прво место, купувајте американски производи, да се произведува во Америка. Дали знае, не знам колку е јасно зошто тоа он го бара и ова војна што се павели, нели ќе воведеме царини на сите роби што се увезуваат во Америка до 10%, а ако на кинеската роба дури и до 60%. Ќе отвориме една трговска војна со Кина, затоа што тие гледаат Кина како закана да им парира. Гледате сега. Да, добро, може ли вака? Да. Дојде се точно до тоа што сакам да ве прашам. Тоа што Трамп сака да го направи внатре во Соединетите американски држави, ќе видиме, мислам дека не знам таму има доста контроверзии околу неговиот тим и околу изборот и околу некои луѓе, бидејќи има и отворени судски процеси против некои, има контроверзии, но нема да не влегуваме во тоа. Тоа е сепак во ред. Ќе видиме во однос на надворешната политика. Имаше уште лани, ми се чини, отприлика, објавена една стратегија на најблиските советници на Трамп за безбедност, за надворешна политика, каде во кој правец сака да оди он и ова што сега се случува отприлика е тоа. Тој и уште тогаш е стратегијата да заврши војната во Украина, бидејќи тој не сака да има војна тука на европскиот континент од повеќе причини, но сепак според тие анализи на советниците на Трамп, најголема закана за Америка е Кина, растечка Кина, значи и економско, и воено, и сите оние предвидувања дека Кина ќе ја стигне Америка војна до 2030, 2035 и така натаму. Тој очигледно сака да се сконцентрира таму, тоа му е едниот правец на делување, и вториот е она што тој не го крија, тој е Иран. Тој е отворено, значи, против Иран, сака на некој начин да го сузбие Иран, што е секако поврзано и со Израел. Тој очигледно сака да го тргне Иран како закана за Блискиот Исток и да го зајакне Израел како една, ајде да речеме, таму силна американска експозитура која на некој начин ги контролира сите тие арапски држави. Не знам дали се согласувате со мене, но отприлика ако ги гледаме глобално целите на Трамп надворешно политички, отприлика тоа се. Јас затоа го објаснив прво на внатрешен план, бидејќи тоа ќе му троши многу енергија, а и сакавме да продолжиме ова што ќе случува на меѓународен план. Да, точно и неговите соработници, политиката на Трамп е главен противник, не непријател, да кажеме ќе биде Кина. Така и ја сметат, бидејќи гледате, не знам дали колку се знае, трговската размена меѓу Кина и Соединените американски држави во 2023 година беше 690 милиарди долари, од кои Кина увезуваше во Соединените американски држави 540 милиарди, а Соединените американски држави во Кина извезува само 140 милиарди. Тоа е проблемот за економската политика на Соединените американски држави. 80-20% е сооднос од дефицит суфицит меѓу Соединените американски и Кина. И тој Трамп и администрацијата сака тоа да го променат.
Само една илустрација. И од 2022 веќе 23 падна веќе на 640 милиарди од 690 милиарди. А само за парафразирање, односите брзорастечки меѓу Кина и Русија, размената меѓу Кина и Русија во моментот е 200-220 милиарди долари. А меѓу Соединетите американски држави беше 690, сега паѓа на 640 милиарди и со тенденција на политиката тоа е да паѓа понатаму. Значи тие гледат Кина како главен противник од многу аспекти, бидејќи сака да го загрзи глобалното лидерство на Соединетите американски држави во економски и на воен план. И ово што се случува во Европа и што ќе се случува реорганизацијата и другиот пристап за безбедноста на Европа, се дел од тие сили и таа војна да се спречи, Америка сака тие сили и средства да ги употреби таму каде што ќе биде потребно, а потребно ќе бидат во Индо-Пацифичкиот регион, каде што треба да им парира на Кина, на нејзиниот брзорастечки раст во економски и воен план. Следно, гледате ова сега зошто се случува и во Јужна Америка, и самитот на Г20 и ова што беше у Перо. Исто така, покрај влијанието во јужниот свет, односно во Африка, следно ќе биде и Јужна Америка. Гледате сега во Перу, еве се случува самитот на АПЕК. За другата недела ќе биде Г20 самитот во Бразил. Сите се тамо, најголемите државите на АПЕК се 21 држава од Азиско-Пацифичката конференција за соработка, тие контролираат нивниот износ во бруто друштвениот производ на светот е 65%. Гледате сега Кина отвори близу Лима, близу во Перу, 80 км северно од Лима, отвори најголемо пристаниште кое кошташе 3,5 милиарди долари. Зошто е тоа? Значи гледате Кина се свртови кон Јужна Америка, гради големо пристаниште, прво пристаниште во Јужна Америка за да ја зголеми целата трговија која кошташе 3,5, али зошто го прави тоа? За увоз на соја, на пченка, на бакар од Бразил и Боливија. Од Боливија литиум. Дали знаете, не знам колку јавноста знае, Боливија е најголемите светски резерви за литиум се во Боливија. И во Боливија Кина веќе има свој рудник за литиум, а и исто така и Русија има свој рудник за литиум. И ова пристаниште што се работи во Перу е за развивање на таа економска соработка, односно економски интереси на Кина во Јужна Америка за, ви реков, увоз и на бакур, и на пченка, и на литиум, посебно ова, гледате, литиум е интересен овде и кај комшиите, нели, во Србија, со германското присуство. Се стојат економски интереси, ако и нормално тие и безбедносно и со војска треба да се штитат. Тоа е суштината и затоа, сега тоа зборуваме за Кина. Кина, друго, Соединетите американски држави и Трамп сакат да ги одвојат, да ја намалат соработката меѓу Кина и Русија, која знаеме дека последните години, 2022 година, тие подпишува стратешко неограничено партнерство Русија и Кина. На Америка тоа и света за да го оствари глобалното лидерство и да остане доминантна сила, бидејќи Кина со сите своји ресурси големина полека го загрозува тоа. Па ова пристаниште во Јужна Америка, близу Лима, тоа е едно од 50 новоизградени пристаништа на патот на свилата и се до Јужна Америка. Едно од 50. За задните 10 години Кина го зголемила бројот на своји пристаништа кои ги контролира во светот од 50 на 100 пристаништа за да развија таа економска соработа од Кина преку Индија, Африка до Јужна Америка. За сето стојат тие економски интереси кои вие мора да ги штитите и со одбрана, и со војска, и со безбедностни сили. Паралелно. Сега, да се вратиме она што нас повеќе не интересира, како сето ова, таа нова политика на Трамп ќе влие на Европа, овде каде што се ние, бидејќи нас не засега повеќе тоа во европскиот континент. И тука неминовно се поставува прашањето што ќе се случи со војната во Украина, односно агресијата на Русија, како таа ќе се спречи. Тие се експлицитни, Трамп кога ќе дојде на власт од 20 јануари, дека ќе преземат се, значи, и ќе донесат такви одлуки да се прекинат непријателството и да се создаваат услови за меѓународна конференција на која ќе се постигнува некој мир, ќе се договарат и така натаму. Тоа ќе биде сложен процес, бидејќи треба да се направи разграничување, да се договараат тешки преговори, што ќе остане, како ќе остане, кој што ќе контролира, што ќе се признае, не, бидејќи тоа ќе бидат мачи преговори. Али можеби пак ќе дојде Америка сака
што е интересно за Европа, тоа тука водечка улога не само тие да имат, него европските главни држави, европските држави да имат водечка. Бидејќи и утре тие најавуваат, ние нема да бидеме да пратиме сили на разграничување во таа демилитаризирана зона, нега тоа нека го прават големите европски држави. Тие треба да платат за својата европска безбедност, нас силите ни средствата ни требаат за нашата економија и за наши интереси на други региони во светот. Тоа го најавува Трамп. Значи од тој аспект верувам дека тоа така ќе оди во таа насока, колку и да се сега комплицира и да се потроши тоа оружје што има сега овие 2 месеци и да ескалира состојбата овие 2 месеци, после тоа 20 јануари верувам дека ќе оди во таа насока, освен ако Трамп и неговата администрација толку немаат проблеми внатрешно кај нив, па нивната таа сојузна администрација или некој што е против тоа, другите сили да не им го возможа тоа да го остварат. Што не верувам, бидејќи гледам полека гради јак силен тим и ги учи посебно грешките од првиот мандат, каде што он влезе тука практично, гледате кај него револтот, он и малку се гледа малку и нарцисозен и суетен човек, бидејќи тоа што му го направи таа сојузна администрација како што он цени од претходниот мандат, посебно и во оној период после кога сака да го судат и така натаму, има голем револт таму да направат они големи реформи во таа нивна сојузна администрација. И верувам дека со тој тим сега што го гради, со луѓето што ги бира повнимателно, да му се верни и да одговорат на тие задачи, дека тие стварна вистина тоа ќе го прават. А ако тоа паралелно го постигнат и со подигање на економијата во нивната држава и народ да биде позадоволен, тоа веројатно ќе му го одобрат, бидејќи тоа било и негово ветување и така ќе успее да го оствари тоа, без оглед колку и да има други центри на моќ што не би го сакале тоа да го оствари. Се вратиме на европското тло. Мислам дека тука сигурно најскоро време ќе номинира, ќе каже како се доближува мандатот да го преземе, ќе одреди свој представник за водење на тие преговори во негово име со Русија и Украина. Тука... веќе се спомнуваат и одредени имиња кои можело да бидат. Значи ќе одреди свој представник за водење на тие преговори и за подготвување на таа голема меѓународна конференција. Тука веројатно може пак да дојде па да биде некоја неутрална држава како Швајцарија, да се продолжи претходната нивна конференција, али со учество нормално на Украина и на Русија и на сите овие битни други држави. И тука тоа ќе биде голем процес, проблематичен процес, да се заземат, да се утврдат кои се тие точки, например 10 точки за кои ќе се разговара, ќе се сложат и Русија и Украина дека дека прифаќаат да разговараат за тоа. Нормално најголем проблем е територијата која е окупирана. Тоа е рак рана и за Украина, а Русија, бидејќи видите сега, цел тој регион не е само така некоја, тие териториите што ги окупирала Русија ќе останат, она ќе ги контролира. Да, она е воено таму, ќе има некој разграничување, веројатно никогаш нема ни да дозвола да го призна тоа меѓународно дека тоа ќе биде руска територија, али гледате, не е само за територијата. Територијата што е окупирана, Луганск, Донецк, Запорожје, Керсон и полуостровот Крим, кој веќе сите го отпишува дека нема за него што да се преговара, во таа област живеат преку 11 милиони жители. Не е само територија, 11 милиони, значи Украина, луѓе ќе изгуби, граѓани, бидејќи тие по територија е нешто интересен фактот кога го анализирав тоа, тие сите овие автономни области, како ги нарекуваат, сите се негде околу 26-7.000 километри квадратни, како Македонија, да кажеме 25. Да. Како територија, сите овие 5 области, па и Крим, се слични од големини како и Македонија во територија. Али со по-различен број на население. Луганск има околу 1,5 милиони, Донекс има најмногу 4 милиони и нешто, Запорожје има доле околу 2 милиони и 100, Керсон околу милион и на полуостровот Крит се околу 2 милиона луѓе. Значи околу 10 до 11 луѓе население ќе остане разграничено од тие граници, не е само територија, во таа линија на разграничување. Мислам дека по доаѓањето на председателот Трамп сега вели какви промени ќе настане во одбранбената и безбедносна политика на Европа. Дали Европа ќе може да го постигне тоа што го бара Трамп? Значи ќе мора, тој изјави јавно и кажа ќе си ја преземете одговорност. Знаеме дека веќе со децении се зборува за формирање на европска војска, на европска армија, на заедничка европска безбедносна одбранбена политика, но гледаме дека тоа оди многу тешко. Еве ќе ви кажам и за тоа. Значи гледате сега. У моментот европските држави, Европската унија, па и останатите издвојуваат негде околу 260 милиарди долари за одбранбен буџет. Од тоа, од државите на Европската унија, главните држави до сега од 27 држави, само 10 држави во моментот издвојува преку 2%.
Сега со овие политики, со политиката на Трамп, ова новата и што вели мора да си ја преземете одговорноста. Се планира со новиот буџет 2024 година во Европската унија од тие 27 години преку 20 држави да имаат преку 2% издвојување за одбраната и во Европа државите во Европската унија негде преку 300 милиарди долари ќе издвојуваат за одбрана и буџет. Драстично ќе се зголеми. Добро, тука не би се согласил дека политиката на Трамп, туку рускиот напад на Украина ги потекна, ги принуди сите да постигнат 2%. Точно е тоа, али имавме тогаш се интензивираше тоа. Точно е тоа. Иако Трамп прво почна со Трамп во претходниот мандат. Но Трамп го бараше, но безуспешно. Но рускиот напад на Украина тоа ефективно го постигна. Не беше безуспешно, почна, али минимално, бидејќи тоа беше одлука и на самитот на НАТО пред неколку години кога рекоа дека државите мора минимум да постигнуваат. И имаше околу 10 држави во НАТО кои го достигнаа тој. Сега велам, заради војната во Украина и се тоа што новата подрастична политика кон европската бедност од страна на Соединетите американски држави ќе се зголеми значително одвојувањето. Па сега гледате, посебно тоа ги засега овие државите кои се на линијата на разграничување, да наречеме од горе Финска, преку Балтичките држави, нели Украина, Полска, доле до Романија, Бугарија. Тука е НАТО проширени со 2 нови членки. И сега гледате што се случува. Тие се најзасегнати, бидејќи се чувствуваат најзагрозени, и тие се најгласни во тоа дека треба да се Европа обедини на воен план и да се вложува најмногу. Па сега имате иницијатива од Балтичките држави, Естонија, Латвија, Литванија, бидејќи тие нивната граница, посебно Естонија и Латвија со Русија и Литванија со Белорусија, бидејќи Белорусија рачунаат заедно со Русија, е околу 620 километри. Таа линија и они еве сега предлагаат 620 километри да изградат Балтичка одбранбена линија. Практично тоа е утврдување на тие цела граница кон Русија и кон Белорусија со одбранбени позиции во случај на физичка агресија. Тие одбранбени линии, тоа се појаси од неколку километри кои подразбираат повеќе одбранбени линии, бункери, ровови протитенковски, користење на техника, мински полиња, користење на современа технологија, магазини, складишти и така натаму, се големи пари, а таа одбранбена линија веќе и почна пред година на некој начин и со огради и со одредени запречувања да се прави. Значи Балтичката одбранбена линија од овие 3 држави веќе е предложена и бараат пари од Европската унија да им помогне да изградат. На ова се надоврзува и Полска со низината иницијатива за градење на, и тие го нарекуваат, источниот штит. Тие се така имења символични, а истото се однесува да ја утврди низината граница кон Белорусија и кон областа Калинград. Низината граница, таа што сака да ја утврди, е исто преку 600 км, 1200 километри. Они веќе имаат поставено жичани огради, одредени препреки и така натаму, него цела сега утврдување на целосен појас, подучени од војната во Украина, да не дозволите, без оглед сега е современо војување, али да не дозволите да влезе војничка чизма и во некои региони кои не се бранени, кои поради природата на земјиштето географски мора да ги штитите, посебно од продор на механизација. Знаете што е интересно? Сакам да ја прашам, особено како поранешно војно лице, од техничко е интересен овој момент. Мислевме дека со Првата светска војна и со Втората светска војна, со воведувањето на маневарско војување, на блицкригот и така натаму, дека овие одбранбени линии на некој начин стануваат минато. Но гледаме дека војната Украина на голема врата ги врати тие фортификации, тие утврдени линии, тие се прилично ефективни, како што можеме да видиме. Така е, бидејќи тоа е старо правило, ние во војската тоа се знае, вие може да користите авијација и ракети све, али додека не влезе војничка чизма или вие не ја влезете со своји сили да контролирате и административно територијата, таа не се рачуна дека е окупирана. Тоа беше и стратегијата и порано и во поранешната држава, и кога се велеше не се признава никаква капитулација, него привремено запасена територија и непријателот се додека едно парче дел од земјата се брани со некои сили, државата не призна капитулација или формално да потпише. Значи тоа е старо правило и така и сите сакаат. Ако не влезете со своји сили таму, џаби сите бомбардирања, ракети, така натаму, таму пак ќе останат луѓе. Ви не можете административно да речете дека сте покориле таа држава. И затоа тие сега ги преземаат овие
Тоа се изискува големи средства, тоа сакам да кажам. Европа, европските држави, ово што го најавив сега за следната година и другата година, ако сакат и да ги изградат овие одбранбени линии и прво да ги зајакнат своите буџети одбранбени, тоа ќе значи големи извојувања за одбраната. Ова што рековте на европско ниво, ние за жал Европската унија нема постигнато консензус за европска одбрана или заедничката одбранбена безбедносна политика се сведува на стратешкиот концепт, се нарекува еден документ, е операционализирана преку стратешкиот одбранбен концепт од 2022 година кој е адаптиран. Со тој концепт Европската унија, европски стратешки концепт предвидува да има 5000 вооружени заеднички сили кои никогаш досега не ги употребила на вежба или не ги собрала. До сега, за жал, европската одбрана до сега цврсто се подпираше на силите на САД и на силите на НАТО и немаше изградено своји капацитети одбранбени. Сега Европа е принудена и полеги неголемите држави и главните држави, несилните држави да се свртат кон тоа, па и тоа е веројатно причината што имаме сега во новата Европска комисија, влада на Европската унија да се воспостави првпат и место министер за одбрана кој е доделено на поранешниот литвански премиер. Да. Во однос на ова, за крај уште едно прашање, бидејќи исто така интересно за нас, бидејќи ја правевме таа анализа за воведување на војниот рок, гледаме дека една од последните информации дека Германија реши да воведе делумно враќање на војниот рок во одредена форма. Тоа ми се чини дека веќе станува како еден бран кој нема да застане. А видите, јас ги знаете моите стави, овде зборуваме повеќе од година дена и во тоа јас реков дека државата ако си мисли за своето одбрана да оствари уставната одбранска, дека треба да размислува тоа, бидејќи тоа е уставна категорија. Вели граѓаните треба да учествуваат во одбраната. Ако не ги способите, тие граѓани не може да учествуваат. Како ќе учествуваат? Можат само да гинат, или мора да ги способите вие. Обврска на институциите да ги способите. Значи вие треба да создаете таква стратегија, концепт и тоа да го применете. Обично ние текно отпосле, нели, кога тоа другите ќе го направат или ќе почнат загрозувањата, бидејќи имаме ние сега и функционери и така натаму и во претходната власт кои изјавуваа немаме закани, безбедно и све, а гледате што се случува околу нас и во светот. Таа е тенденцијата, за жал, тенденцијата е таа дека се вложува повеќе за одбрана и безбедност и овие помалите држави, да, проблем е за помалите држави, бидејќи имате ограничени ресурси и дека треба да економијата да биде главно, али морате паралелно да одвојувате и за тоа. И ја мислам дека и во таа насока, посебно сега на делот на Европа, Америка нема да се повлачи нели целосно од европскиот континент. Ali тие велат, преземете си одговорност, тука ќе бидеме со нуклеарните сили, ќе ве штитиме и така натаму, али во другиот дел на конвенционалните сили, Европската унија, посебно овие богатите држави, појаките, мора да одвојувате, администрацијата е јасна на Трамп, вели мора да одвојувате да ги изголемите извојувањата за одбрана и вие да обезбедите таа одбрана. Посебно утре велам ако се разграничи таа линија меѓу Украина и Русија. Замислете, таа милитаризирана зона е преку 1000 и нешто километри. Таму треба да се распоредат сили да ги штитат тие, да не дојде нели до конфликт и да се почитува меѓународниот договор ако се постигне. Вели Америка, тие сили треба да ги обезбеди Европската унија или преку Обединетите нации. Ние своји сили таму нема да праќаме, бидејќи тие сили нас ни треба за нешто друго. Да. Добро. Господин Кузманов, ви благодарам за оваа анализа. Мислам дека отприлика ги поминавме сите најглавни точки. Се разбира, ќе ја следиме состојбата, ќе видиме што ќе се случува и ќе се видиме повторно. Благодарам за поканата. Ова е крај на првиот дел, почитувани, ви благодариме. Останете со нас, одиме со една кратка пауза за реклами и продолжуваме со Билјана Стефановска, директорка на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.